Сликата за транспортната мрежа на земјата како дел од Западен Балкан не е во согласно со регулативите на ЕУ и со нејзината стратешка локација, која овозможува континуитет и поврзување на Централна Европа со Средоземното и со Црното море. Во рамките на идното проширување на ЕУ, транспортните мрежи на новите земји членки треба да бидат интегрирани во европската, но за жал, иако во нашата земја се вкрстуваат двата паневропски коридори, коридорот 8 и коридорот 10, тие не се целосно искористени, смета професорот од Градежниот факултет Зоран Каракутовски, чија специјалност се железничките системи. Пазите, кај транспортот она што е особено битно е времето на патување и транспортните трошоци. Ако вие направите одреден транспортен коридор кој што ќе биде поефикасен во смисла на пократки времења на патување и со тоа ги намалите транспортните трошоци на транспортните оператори, нормално дека тој коридор ќе биде многу поатрактивен од тоа да речеме што го имаме кај нас као коридор 10. Тоа веќе и на некој начин и случај со железничките пруги на коридор 4, кои што се Бугарија, понатаму нели Романија и Србија, меѓутоа Грција долу, меѓутоа она што е особено битно, мислам дека и сиве овие години недостасува една внатрешна транспортна политика кај нас. Не зборам за овие или оние, значи структури во транспортот, во министерствата. Потребна е една транспортна политика која што навистина ќе доведе до на некој начин урамнотежување на транспортните системи. Европската комисија соодветно ги лоцира главните недостатоци во подготвувањето на транспортните проекти, најмногу изразени во непостоењето на менаџмент на животниот циклус на транспортната инфраструктура. Постапките за изградбата на проекти, предвидени во правилниците за технички стандарди, се уште се по југословенски, а не по европски модел, вели професорот. Незамисливо е, според мене, да имаме инвестиции од над милиарда евра, ако ги земеме коридорот 8, нели? И добро, коридорот 10D реконструкција сигурно треба да се направи на другите пруги, поврзувањето со Косово исто така. Значи тоа се голема сума на пари, а сепак нашите стандарди кои што владеат кај нас се уште да се на онаа ниво кои што биле во 80-тите години од бившата држава, нели, што ни беше Југославија. Во делот на патната инфраструктура, претпоставувам дека и таму има уште многу работи кои што треба да се направат, да се дополнат и недостасува навистина тие правилници кои што би требало да ги имаме кај нас, да бидат усогласени со постапките, методологиите и стандардите кои што владеат во државите од ЕУ. Но покрај законските усогласувања, земјава треба да работи и на забрзување на реализацијата на проектите и најважно на либерализација на железничкиот транспорт, бидејќи еднаш напуштената траса многу тешко ќе се врати на мапата на транспортерите, вели Каракутовски. Факт е дека прилично долго трае таа реконструкција на тие делници кои што ги почна на коридор 10. По реконструкцијата повторно трасите, односно пругата ќе се врне во оние пруги кои што возможуваат возење со 100 км на час. Значи ние немаме пруги за поголеми брзини. Со самото тоа доаѓа можеби во прашање, ако соседите имаат поголеми пруги со поголеми брзини од аспект на времења на патување и на транспортни трошоци, дали можеби они не би биле поефикасни, па да не заобиколат. Каракутовски учествувал во подготовката на Националната транспортна стратегија 2018-2030 на Министерството за транспорт и врски. Главните цели на стратегијата се зајакнување на интеграцијата во ЕУ преку завршување на патната и железничката мрежа на паневропските коридори, подобрување на економската одржливост, воведување на зелена мобилност, фокусирана на еколошка ефикасност на транспортниот сектор и воспоставување на сигурен и безбеден транспортен систем. Најтешка за исполнување ќе биде првата цел, смета Каракутовски, од финансиска гледна точка. За останатите, потребна ќе биде посилна политичка волја, вели професорот. Најголема корист од тоа треба да имаат граѓаните. Бенефитот ќе се огледа сигурно најпрвен во квалитетот на реализација на овие проекти. Значи, кај нас на квалитетот и на цената влијае и роковите на градба. Значи, ако имате вие воспоставена методологија, правилници кои што се усогласени со европските, сигурно дека доцнењето е еден од најбитните елементи кај нас и непредвидливите работи кои што доаѓаат после тоа сигурно дека ќе бидат избегнати. Предпоставувам дека така тоа би одело. Втора работа е безбедноста на самиот сообраќајен систем или на транспортните системи. Ако вие имате усогласени правилници со европските, во тој случај нормално дека ќе зголемите и безбедноста одвивањето на сообраќајот. И во крајна линија, сето тоа ќе има своји
да кажеме, позитивни ефекти врз транспортните трошоци кои што секој транспортен систем нели ги предизвикува, ако правите активност транспорт мора да има трошоци, меѓутоа во таков случај и транспортните трошоци сигурно по корисниците би биле пониски. Модернизација на коридорот 10, изградба на нов автопат од Гостивар до Кичево, изградба на автопатот од Скопје до Блаце, изградба на ниво на автопат на делницата од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајр, изградба на пругата од Куманово до границата со Бугарија, се дел од проектите поддржани од транспортната рамка за Западен Балкан, иницијатива за социоекономски развој преку обезбедување на техничка и финансиска помош за инвестиции во транспортот, енергетиката и приватниот сектор. Транспортната инфраструктура е опфатена во две преговарачки поглавја – транспортна политика и трансевропски мрежи. Развојот и промоцијата на трансевропските мрежи треба да овозможи економски раст и создавање нови работни места.